Нашиот курс кон натамошното развивање и јакнење на југословенскиот социјалистички патриотизам треба да ги развие содржините како што се единствената работничка класа која треба да располага со вишокот на трудот, самоуправниот социјалистички систем, единствената надворешна политика и единствената платформа на борбата против класниот непријател и друго што сврзува и што ги обединува интересите на секој народ и народност. Ако ја правиме оваа разлика на појмовите, ја правиме со цел добро да го разликуваме растежот на патриотизмот од хипертрофијата на национализмот. Тие две категории немат ништо заедничко, оти социјалистичкиот патриотизам ја јакне југословенската заедница и обратно национализмот действува корозивно и деструктивно. Сметам, не е време само да се докажува или постојано да се декларира дека национализмот во која да е форма и чии да е представува главна опасност за остварувањето на виталните интереси на македонскиот народ и на народностите за зачувување на единството на југословенската социјалистичка заедница. Напротив, на конкретните појави на национализмот треба да реагираме, да ги оневозможуваме, а против носителите да се преземат и соодветни политички и административни мерки. Спрема јавните манифестации на националниот егоизам и шовинизам треба брзо и енергично да се реагира. Доследното спроведување на политиката на Сојузот на комунистите на Македонија за равноправноста на македонскиот народ и народностите воедно ќе значи најефикасна борба и против се што се манифестира како национализам во различни форми, било како национален егоизам или национална тесноградост, или во поекстремни форми како шовинизам, сепаратизам и редентизам. Затоа, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз, не подценувајќи опасноста од национализмот, ниту неговата класна суштина, им се спротивстави на носителите на тезата за мал и голем, за опасен и безопасен национализам. Впрочем, и не беше тешко да се продзе дека носителите на појавите на подценувањето на опасностите од национализмот манипулираа со националните чувства, ги злоупотребуваа националните предразути за лична афирмација и за освојување на лични позиции спротивно на политиката на Сојузот на комунистите и на социјалистичкиот морал. Братството и единството на македонскиот народ и народностите и понатаму цврсто ќе се изградува со доследното остварување на нивните равноправни односи. Доживувајќи полна равноправност и национална афирмација во социјалистичка самоуправна Југославија, заедница на равноправни народи и народности, македонскиот народ во исто време умее да ја почитува и равноправноста на другите. По јасно и недвојбено уставно формулирана идејно-политичка платформа за равноправноста на македонскиот народ и народностите, на Социјалистичкиот сојуз му се поставува како непосредна, актуелна и првостепена задача да се залага за натамошното остварување на равноправноста во сите домени на општествениот, политичкиот и економскиот живот. Во доменот на зацврстувањето на односите на равноправност, во јакнењето на братството и единството и во зачувањето на интегритетот на југословенската заедница, Социјалистичкиот сојуз се потврдува како најмасовна општествено-политичка организација, ќе придонесува за тамошниот развој на самоуправните односи, во кои работничката класа мора да има решавачка улога, ќе придонесува за јакнењето на нашата социјалистичка заедница и во исто време успешно ќе води борба против непријателите на југословенската социјалистичка заедница. Социјалистичкиот сојуз, како масовна општествено-политичка организација и отворена трибина за сите што сакат прогрес и натамошен развој на самоуправните социјалистички односи во југословенската социјалистичка заедница, е место каде треба да се води диалог за конкретните проблеми и за начинот на нивното разрешување, меѓутоа не и трибина за разни антикласни или антисамоуправни сили како што се етатистичките, бирократските, информбировските, технократските и либералистички. Социјалистичкиот сојуз треба да се бори против ваквите појави и тенденции, зашто тие објективно го запират на тамошниот развој на југословенското социјалистичко самоуправно општество, го запираат развојот на демократските односи, внесувајќи збрка во односите, малограѓанска стихија, монополизам и демагогија. Впрочем, Социјалистичкиот сојуз при посетата на другарот Тито на Социјалистичка република Македонија беше повикан да каже нешто повеќе за либерализмот и за продорот на либералистичката демагогија. Затоа е уште позадолжително, уште позначајно
тука во Социјалистичкиот сојуз да се прецизират политичките критериуми, да се идентификуваат либералистичките појави и сили и да се отвори фронт за нивно оневозможување. Посебно залагање и активност се покажаа во напорите и настојувањата за стабилизација на стопанството. Во таа смисла, писмото на председателот на Сојузот на економистите другот Тито и од извршното биро на председателството на СК влијаеше особено потикнувачки и мобилизаторски. Затоа Социјалистичкиот сојуз на Македонија нарочно се залага да се направи пресвртница во психологијата на однесувањето на сите фактори порединци. Прво доследно и докрај да се спроведуваат сите мерки што се насочени кон стабилизација на стопанството. Пред се, мерките за надминување на ликвидноста, потоа за санација на предпријата што отваруваат загуби. Со тоа сакам да подвлечам дека концептот на статутот де факто представува и одговор и негирање на разните квази теории и концепти кои повеќе или помалку изникнаа од 6-тиот конгрес на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ досега. Иако е тоа индиректно содржано во предлог статутот, сметам дека не е на одмет да подвлечам дека последните години се појавија неколку девијантни погледи за улогата и местото на Социјалистичкиот сојуз. Етатистичко-бирократскиот концепт за трансмисионата и подредената улога на Социјалистичкиот сојуз е одамна познат. Но во ова време тоа гледање поприми некои димензии, нови, придружени со нови барања. Есенцијално во овој вид гледање е подседнувачкиот однос кон Социјалистичкиот сојуз, со забелешка дека неговата класна основа е флуидна, неговото членство некохерентно, а неговата подвижност слаба и слично. Овој концепт всушност во Социјалистичкиот сојуз гледа или сака да види организација потребна од озгора, потребна на суперструктурата, а не како на политички инструмент за организирана политичка акција на работните луѓе и граѓаните, не како на непосреден нивен демократски сојуз. Неолибералистичкиот концепт, кој стана мощне офензиван во последните години, се разбира, покрај другите сфери се обиде да навлезе и да го искривува и битието и суштината на Социјалистичкиот сојуз. Според овој концепт, Социјалистичкиот сојуз е некој вид на сите класи, на сојуз на сите класи. Некогаш тие третирани како работни класи, а понекогаш само како класи. По својата платформа, според тој концепт, Социјалистичкиот сојуз представува компромис на различни класни и социјални интереси. Така, например, неговата функција да врши договарање и усогласување на различни интереси се изместува од рамките на социјалистичката самоуправна определба на работните луѓе и од решавачката улога на работничката класа и на работните луѓе и нивните непосредни и трајни интереси. Треба да речем дека ваквите гледања одеа понекогаш дотаму што имаа призвук на барање да Социјалистичкиот сојуз се претвори во паралелна политичка организација во однос на Сојузот на комунистите, па дури и негова алтернатива во однос на идејно-политичкото и насочувачкото водство. Но како резултат на отпорот, што активно го манифестираа и работните луѓе и граѓаните и организациите на организираните социјалистички сили на ваквите гледања на Социјалистичкиот сојуз, неолибералистичките, националистичките и другите девијантни сили се обидоа да ни наметат друга варијанта – негирање на Социјалистичкиот сојуз. Тука спаѓаат и теориите и концептите за спонтано движење на масите, за создавање на нови социјални блокови, па се до оно најлошото, како што е познато, до создавање на друго масовно движење што нормално се изроди во антикласно, националистичко, сепаратистичко и така натаму политичко организирање. Горните девијантни гледања, па и постапки во однос на Социјалистичкиот сојуз и против него ги изнесов за да подвлечам дека концептот на статутот поаѓа од суштината на енергичните истапувања и барањата на другарот Тито, а тоа е дека нема и не може да има социјалистичко самоуправно политичко организирање надвор од Социјалистичкиот сојуз и неговата платформа, се разбира, освен Сојузот на синдикатите како општествено-политичка организација на работните луѓе непосредно вклучени во општествениот труд и се разбира пред се Сојузот на комунистите како водечка политичка сила и најодговорен фактор за социјалистичко-класниот карактер на движењето и решавањето.
Во оваа битна појдојна позиција ја гледаме долготрајната потреба и низ статутот да се создаваат можности Социјалистичкиот сојуз да ги апсорбира сите потреби и сите политички потенцијали на сите работни луѓе и граѓани, на сите организирани социјалистички сили за нивното политичко организирање, одговорно, договорно насочување и единствена акција во разрешувањето на сите општествени потреби и интереси на сите нивои и домини на нашето социјалистичко самоуправно општество. Друга порака не може да биде, освен и во иднина, да се биде во чекор со реални живот и односи, и врз тие односи, и врз тие основи да се самопотврдува и по илјади пати самопотврдува улогата на Социјалистичкиот сојуз, така како што ја имавме, така како што елементарно произлегува од целината на нашиот живот и односи, при што инсистирањето вчера, инсистирањето и денес и утре на авангардната и револуционарна улога на Сојузот на комунистите на Југославија, односно на Македонија, на тоа дека акцијата на Социјалистичкиот сојуз произлегува и се потпира од програмата на Сојузот на комунистите на Југославија, со ништо и во ништо не е изместена неговата елементарна, уставна и секаква друга позиција да може да се изразува и самопотврдува како оружје на револуцијата, како оружје на работните луѓе и граѓани, како нивни инструмент, опора и основа во развивањето на самоуправувањето и целината на општествените односи. Во таа смисла, очебино дека ќе бидат нужни многу следни чекори. Не генерално да се, така да кажам, преиспитува класната и социјална основа и политичка суштина на Социјалистичкиот сојуз, оти таа е дадена во мерката во која тој е оружје на револуцијата. Но тоа што инаку е кај нас, објективно говорејќи, но проблем, сигурно треба да се најде подобра квалификација. Фактот, она што во своје време се формулираше дека работничката класа треба да стане арбетник на Социјалистичкиот сојуз, ерго он да биде свртен, така да кажам, кон незините непоследни трајни историски интереси, па според тоа непоследните производители, класата воопшто да се најде во Социјалистичкиот сојуз е прашање, е проблем на кој заправо и по кој ќе мора во идната наша акција далеку не принципијално поинаков однос да градиме, туку во практиката да го остваруваме тоа начело. Со тоа не е изместена нити можноста и уште повеќе тоа што и досега егзистира како практика, другите слоеви на општеството, поточно речено сите борци за социјалистички самоуправни општествени односи, за ваква СФРЈ управо каква ја градиме, да не можат и да не треба заправо непосредно да се изразуваат во Социјалистичкиот сојуз, сваќајќи го него така како што и досега